Тука на Мечкин камен, на манифестацијата на отворена Крушево низ Корија, која што по 12 пат се одржува традиционално тука на највисокото место за кампување, Мечкин камен. Оваа година стандардно имавме велосипедски тури, средна, мала и голема, која што оди до врвот Мусица на 1800 метри, а тука беше и планинарската тура, која што оди до Свети Спас и завршува горе во Крушево. Оваа година имавме преку 100 учесници. Целта на оваа манифестација е да го промовираме овие спортови на отворено, здрав живот, кампување, дружба, социјализација и нормално да ја подигнеме еколошката свест на сите учесници од најмала возраст па се до повозрастните. Зоран Јаневски, председател на Сдружение на ВС Байкинг, председател на Асоциација на аматерски велосипедски сдруженија. Крушево на Мечкин камен сум по 12 пат, од 12 година, секоја година доаѓам. Прекрасно место, преубаво. Возиме мала, голема велосипедска тура во зависност од групата која што ја водам. Ако имаме мали учесници, ги водам со нив, ако имаме поголеми, водиме на поголемата тура. И така возиме низ цела Македонија. Оваа година има 28 велосипедски настани низ цела Македонија од сите сдруженија. Се обидуваме да стасаме секаде, во зависност од обрските. За жал, покрај убавините на Македонија имаме и голем број на диви депонии, кои што поминуваат точно покрај велосипедски тури. За време на турите има гости од странство, кои што ни се приклучуваат и се воодушуваат убавината, меѓутоа за жал и не укоруваат поради тоа што самите си ствараме диви депонии и самите си уништуваме државата за жал. Лак Агролидер оваа година се вклучува во организацијата на настанот Крушево низ Корија, која што се организираше по 12 пат, со тоа што ние воведовме еден нов иновативен елемент, односно креиравме QR код, кој што QR код беше поделен на учесниците во стартните пакети. И за да може истите додека возат или додека планинарат, да може да сликаат отпад, да сликаат дива депонија или потенцијално место каде што е можно да се појави дива депонија, со тоа што го скенираат QR кодот и ги праќаат сликите со цел да можеме да идентификуваме и да мапираме диви депонии, отпад или потенцијални диви депонии. Она што е важно во овој проект е, освен тоа што ние правиме мониторинг на програмите и на буџетот од комуналните предпријатија и програмите на општината, во оваа кампања сакаме да се вклучат и граѓаните, односно да се зголеми свеста на граѓаните и да се поттикне поактивно учество на граѓаните во процесите на управување со отпад, меѓутоа и во зачувување на чистотата на животната средина, бидејќи општинските власти, комуналните предпријатија секако се многу важен дел од цел процес, меѓутоа исто така и граѓаните и населението. Генерално сите учесници на овој настан, на оваа манифестација го потенцираа учеството и важноста на граѓаните, но не и само на граѓаните, туку и на сите спортисти, на сите велосипедисти, на сите еколошки организации, но исто така и на сите оние љубители на природата, колку е важно животната средина да биде чиста и да можеме да ги мапираме и да ги идентификуваме дивите депонии. Исто така, она што сакам да го потенцирам и тоа што секој граѓанин треба активно да се вклучи и свесно да размислува на тоа каде остава отпад, поради тоа што една кеса ѓубре после една недела или 2 недели може да стане дива депонија, која што всушност ја загадува животната средина, меѓутоа и остава слика за тоа кои сме ние. Кампањата која што направивме, наречена скенирај го QR кодот и пријави депонија за 10 секунди, навистина е така, бидејќи со скенирање на QR кодот се прикачува сликата каде што ја има потенцијалната дива депонија или отпад, за да може да ги идентификуваме. Понатаму, ова иницијатива не завршува тука. Нашата цел е преку неколку вакви акции ние да направиме една дигитална мапа, која што дигитална мапа ќе ни биде алатка за застапување и лобирање до општинските власти, но исто така и до комуналните предпријатија, со цел да се точно да се види каде се наоѓаат тие диви депонии и при тоа да се внесат во годишната програма и во годишниот план. Исто така, јавното комунално предпријатие Комуналец веќе има одобрен буџет за отстранување, мапирање и отстранување на диви депонии, со тоа што ова ќе биде само уште една
плюс алатка на која што ќе им кажеме точно на кои места има диви депонии или потенцијална можност за диви депонии, со тоа што и тие сами ќе знаат каде може да ги најдат, а всушност не се дел од централното градско подрачје, каде што нели и таму сме често навикнати да гледаме диви депонии, меѓутоа во планинските места, на турите, на понедостапните места и за останатите граѓани тие не се толку видливи, освен за велосипедистите, планинарите кои што всушност ги користат тие предели.